Почитувани љубители на спортот, денеска имам чест и задоволство во овој голмански тайм-аут. Гостин да ми биде, ќе земам за слобода да кажам најдобриот голман на сите времиња во историјата на Тетово. Со мене денес е Серафим Вучевски, или како што сите го знаеме и го знаете, Саре. Вучевски, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин во тайм-аут. На почетокот на емисијата, како и на претходните емисии, ќе започнеме од почеток, нормално. Односно, на твоите почетоци. Кога Саре Вучевски се запозна првпат со фудбалот, кога Саре Вучевски започна да тренира фудбал и каде се случи тоа? Па тоа беше одавна, многу одавна. И тоа беше, како да ви кажем, не случајно, него малу случајно, малу и амбициозно од моја страна. Тоа беше далека тоа 58 година. Саре Вучевски е роден, да кажем и тоа, 19. јули 1943 година во село Ратеј. Во село Ратеј Саре започна со основно училиште. 4 години тука бев, после 4 години одидов у Терце, пошто не беше тука у близина некоја осмолетка, отидов у Терце. У Терце, значи, завршив 58 година, у Терце станав еден од потенцијалните, да речем, спортски или голмански, да не речем вештини, меѓутоа работи. Затоа што ние као осмолетка Кирил Печиновиќ, Терце, бевме едно од најаките у тоа време. Значи, зборувам за 58 година, поново да поновим. Ние отидовме да играмо со тие осмолетке со Јанчиште. Јанчиште беше не Јагуновце, него Јанчиште имаше една осмолетка. Тамо глатко ги победивме и како победници мораше наредната недела да идемо у Тетово. Тетово со Маршал Тито имаше осмолетка Маршал Тито. И тамо и тепавме и така да, значи, као победници ми отидовме у Гостивар да играмо со Гостиварска осмолетка. Меѓутоа, тамо не пречекаја некако недобро. Малу беше поагресивна таа игра, така да ми моравме да изгубиме. Значи, нагласувам дека од тука почна тие, ја како најдобар голман тука, завршувам осмолетка и се префрлям у Тето да наставим со школа. Се запишав на стопанска школа или популарно занатска, како да кажем. Таа 3 години беше. За овие 3 години да нагласим, може назад да се вратим. Да нагласим у 4 години у Терце, кога идов, смо ишли 4 години пешки. Што значи тоа е катастрофа. У сегашно време. Тогаш било лезет, како се вика. Од Ратај до Теарце, значи. До Теарце. Тамо 7 километра, назад 7 кило.
метра, тоа околу 15 километара дневно мораш да. Дали врнало, дали грмело, дали ти те кре, што, вруче, ладно, мораш да идеш. И ја зиме имало поголеми тогаш. И така било тоа време. Меѓутоа, една анекдота може Може слободно. да се каже. Ние кои идовме натаму, идовме 7-8 души. Значи, тамо треба да бидеме 8 сат. У зимно време веќе мора порано да станеш, темнице. По пут одејќи натамо, една лисица пресретнавме така да, мислејќи да ја фатимо. И почнамо да трчамо по njega. Ми имавме ташни тогаш, се носеа ташните врз себе вака, вржани фино. И ми трчајте лисицата овде, онде, не лаже. Дојдовме до грмушке, некој те не избега. И ми се тражимо тетратките, тоа ни попаднале, тетратките ги нема. И се ми треба се враќамо назад, за да ги земем. У школа треба да идем. Немамо време, па се отидовме така. И викам, ајде, кој ќе се вратимо. Меѓутоа, кој се вративме, тоа беше катастрофа. Вручо, сонцето ги испекло, снегот ги истопил тоа, све што сме пишувале, што се пишувало тука, не можеш да прочиташ ништо. Значи, книгите за никаде бе. Тоа беше као анекдота, значи, да подсетим. Меѓутоа, се издржа и тоа. И така да, кога дојдов овдека, веќе таа школа имаше еден прекрасен професор, Благојат Дабо, што е покојни уште одавна. И он виде кај мене да имам нешто спортско и ме зеде да играм, значи со 16-17 години да играм у текстилец. Текстилец тогаш беше ракомет. Ракомет, пошто ја у школу многу одскакав од овие други. Така да, у тој текстилец беше истин, тие играчи беа од текстилец Лазовски Перо, директор покојниот сега. Беше тука Боце, директор што беше у Житополо, каде беше. Тука беше Свето Голман. Тие беа студенти у тоа време, а ја као ученик дојдов тука, ме зедов. Така да одиграв една утакмица, две, и се заврши првенството и од тука ја седов. За тоа време ме прателе тие од Лешок, Оникс, фудбалскиот клуб. Ме прателе мене и ми вика да дојдем таму у Лешок и ми дадоа баш, се сеќам, копачки они први, да ги облечем. Меѓутоа го ги облеков, копачките беа со крампони некои големи, што ти ја знам. Ја викам, не можем да ги... Не може да мораш, како мора. Ме удира од ознова, така беше тоа. Не, па мало со плачење, со викање, вамо, тамо, после на мајстор ги дадовме така да ги оправивме. Меѓутоа, тоа беа првите, мислим, печатоци. После Оникс, значи, Оникс се квалификува, уствари, играја они у лига. Нема сетим која лига беше, али лигата беше до Радуша, Руда Радуша беше, се сеќам, и Врапчиште, Мурговец. Тоа е Подсојуз. Да. Тоа е Подсојуз, така. Или денес општинска лига, што би се рекло, само тогаш малу поголема, поравширена. Така да, се сеќам и една
работа што ја немав и паре толку. Као ученик, не се секирај, ти ми вика, ние све ќе ти дадемо, требаше да имамо врапчишта. Со мурговец да играм. Меѓутоа, они ми платија карта, се качувамо у Ратеј, станица имаше, слагамо у Гостивар, одме имаше тука една фурна, земавмо 4-5 леба, сирење зедовмо тука и од тука пешки полако у Врапчиште. Кога стигнавмо тамо, се сеќам имаше едно дрво високо, ми е под дрвото тука, ајде се седнемо да јадемо, така да ги чекамо сега, домачините ми ги чекамо. Не, ми ги чекамо домачините. И така беше тоа. Меѓутоа, ја тука добив и една повреда, што и ден денеска, а и после ga осетив. Тоа менискусот сум го повредил. Коленото ми потече. Они зедоа со кола, со тија чезе, тогаш имаше. Немаше кола, запали да дојде. Него со чези, така ме донесува до железничката станица. И ја си дојдов до Тетово. У Тетово не отидов у Ратеј, него дојдов у Тетово, пошто тука и седев. До станот док дојдов, многу има болови јаки, со плачење вама, тама дојдов. Коленето ми беше, му оточи многу. И утре до сабајле отидов на доктор и така тоа. После некое време се оповарав. Се оповарав. Таа повреда ми се понови у друга лига кога влеговмо, у Чачак. У Чачак и така на една топка отидов, меѓутоа, уште тамо сакаја да ме оперира, меѓутоа, пошто беше повредата многу, како да кажем, брзо, имаше оток, треба да пројде временски. Тазе, уште било. Така да, тазе било и така да 7 дена до 10 дена вика да се смири, па онда и така. Ја ги сачекав тие денови и после беше окей. Тоа што се тиче, значи, од тука почнав ја. Кога дојде 60-та година, 61-ва, ја кога завршив школото тука и кажаја дека не можело тука, немало место да работиме и ние баравмо место у Југохром. И ја у Југохром отидов и одма ме примија, таму беше покојни Бранко Петковски, најдобар играч на сите времиња, може у Победа. Починат е. И така да они ме зедоа тамо и одиграв утакмица. Одиграв утакмица, 3 утакмици одиграв. У Јагуновци одиграв со Врапчишта, не со Вратница, Хајдук. Хајдук Вратница и Текстилец. Од Скопје имаше Текстилец порано, Треска, тоа знаеш имаше. Ја бев помеѓу најдобрите тука и у Скопје. И треќа утакмица играм овдека со Љуботен. Со Љуботен за куп. Љуботен Југохром. И ја се сеќам фино кој ми реше тренерот, слушај, не беше тренери, меѓутоа ипак предпоставен човек кој што горе-доле се разбира. И вика, слушај, ти ќе очуваш Джагуло. Джагуло на Цоле, дедо му. Уште е жив тој. Жив е и не беше и гостин во тайм-аут. Беше? Беше, да. Стварно,
И мене ми рекоа, ти ќе чуваш него. А он беше еден од најдобрите играчи у Тетово. Кого? Ове, тој, окей. Мене ми беше доволно тоа да ми каже. Не многу да се плашим, да се не, меѓутоа, таков сум тип, таков човек сум. Готово. Меѓутоа, се повреди после некој време, а 0-0 резултатот стои, се повреди центар халфот. Имавме однепроштено, Боге, и тој лесна му земја, све ова што и каже ми, тоа е одавна за тоа, не знам што да... Меѓутоа, тоа е тоа. И вика, се повреди он и мене ми вика, Саре, влези на центар халф. А ја као леви или десни, сполни, она што вика, надворешни. И така да влегови центар халф, резултатот 0-0, судеше не жуне, него другиот судија, како се каже, не ми текне. Да, не е ни битно. Он беше љуботенец и ни досуде пенал на крај и изгубивме 1-0. За сето ова имамо луѓе и од Тетекс, фудбалски клуб, гледале тоа како. Дете ове, види, бегде игра, нешто. И, па дај, па кај нас, у Тетекс, вика, у Тетекс, одма утре да го замете нешто. И така. Тоа беше масло на тој Соколовиќ. И вие не го знаете, вие сте многу млада генерација, али тоа беше не играч, играчиште беше. Да, Бодо Соколовиќ. Да, Слободан Бодо Соколовиќ. Таков човек, мислим, таков играч не дошол и нема да дојде. Така да, јој каже, готово. И почнемо со него, така да. На све ова, после кој ме викне овдека, и ја дојдов и почнав исто да играм. Кој играш ме зедо. Меѓутоа, у тоа време беше Пипа Јовановски покојни, тој Бачо Јовановски, тој Бачовски. Не знам, уште некој тамо, Серва, Живко Серва и имаше. Тие беа генерација, мислим, која што почнав ја. Така да, една утакмица одиграв со овие со Кичево таму, Кичево значи одиграв и друга утакмица, немав друга утакмица, така да после тренинзите отидовме у Лешак да играм, уствари тренинг да направиме у Лешак. И кога отидовме натамо идемо пешки. Пошто порано немаше ни автобус, нема ништо, ни точкови, ни пешки до Лешак трчамо и таму играмо утакмица. А за тоа време беше голман Методија, Методија Мече, покојни тој е. Он беше на крај кариера и кој ќе иде до Лешак, вика, ма како Лешак, не. Ние што бевме играчите, тек отидовме. Ама тамо сега, кој се распоредивме, ја го знаем теренот. Тамо, кога отидовме, па нема голман. И ја сам се одлучив, викам, ја би ќе браним, пошто имам горе-доле малу, горе-доле имам брането за рукомет и онда, зашто да не, знаеш. И застанав као голман. Меѓутоа, имав слух за тоа, не знав да паѓам, да параде, фатот не ми беше како треба, меѓутоа, сум бил смел, сум знаел кога да излезем и така почна да... И овој кој ме видел бодови, кај каже, ти само посен за тоа. Од денес голман ќе видиш. Да, и почнав голман да видам. И утакмица имав една 22 новембар ли што беше до армијата, ден на армија. Стално се играше у Тетово
И мене ме стае. Мене ме стае, пошто мече не сакаше. И ајде. Јас сум бранил дете тоа што го знаем, излагам на време, ти текне фаќам ова, тоа нема параде, нема ништо, све тоа. И добро, и ја кој влеговме у слачоница, па имаше 4-5 душе по мене, тие стари навијачи што беа ти дигници. Еј, дете, браво, код кај си тие, драта, знаеш. И така да, браво, одлично, знаеш. И така, после друга утакмица немав, тренинзи имав само, знаеш, и така да кога дојде утакмица една со победа прилеп. Доаѓа они у тето, не се сетим која година беше, прво полувреме 3-0 за ним. Влага, значи на полувреме влага у слачоница, ни беше преседник Хиро покојни Јаневски од не е битно, и од Кеча на Дедон. И му вика на мечета, такви голови ли се примаве, немој бе, знаеш ова. И он се налјути мече, зеде дресот, фрли. И ако зеде дресот да фрли, ја излегов надвор, и реков се, ја ќе браним. Победа беше пауку тоа време. И излага свите, нема никој да вика по мене, старе. Ајде, што, чекај, знаеш, ова, брзо, знаеш, така беше порано, не, загревај се, ова, масажи, нема ништо, одма. И ја, одма, идам, надам и викам, кај ќе видим, ќе се фрлам, викам, знаеш. Нема што, нема некој да ти каже, вака, така, ти бодобил Соколовиќ, окей, ама, не знам, поахован да ти каже голмански, знаеш. И така да не примим гол, нашиве горе, доле дадоа, они може задоволни беа и со резултатот на 3-0 дидек, не? Така да нашиве дадоа 2 гола и ми 3-2 изгубив. И ова што преска го нагласив за луѓево, нешто, навијачи, поново дојдоа навијачи. Леле бе, вако голман, ова тоа, нешто ги загорицало, знаеш. И така, после другата утакмица, отидовме у, ова трече уствари, отидовме со Беласица, у Струмица. У Струмица, ама ни дојде нов тренер, први тренер тој им беше, од овија Луковски, тие што играе кошарка, како се вика, тие синоите му беа. А тој беше у године човек, он га гледал утакмица, овој нашиве го зеле, знаеш. И он доаѓа се у Струмица тамо, со нас, и ми вика, старе, ти како у неделе, не ме замара, многу ти дигни. Како у неделе, славано, примиш гол. Така да, ме ослободо на некој начин ти текне. Ја викам, šta се? Не може гол да ми дада. Тоа ми беше може прекретница да ја останем као први, како да речем, као први голман тука. И застанав, а се купавмо, само тоа да кажем, се купавмо не у слачоницата, зашто немаше купатила тоа што надвор имаше река, течеше тука, поток, не река, него поточе се течеше. И ме сите отидоме да се биемо, така да. Дојдоа неколку луѓе, голман, ова, тоа, и тие днес ми дадоа. Новинарот днес напише тоа. И се усидрив тука као голман. Видим, тоа беше мојата, тоа беше 60 и прва 62. Као гол. Тоа е едно. Друго, не знам што би кажал. Во Тетекс остануваш до 75-та година без прекин. Во тие години си дел од сите успеси на
на клубот, значи шампион во Македонска лига, прв пат влегување во втора Југословенска лига исток во тоа време и тие бараш надпревари со Влазними Џаковица. Да го фатиме малку тој период. 60-тите години Тетекс е составен претежно од играчи домашни, тука локални од Тетово. Во 70-тите веќе почнуваат да доаѓаат и играчи од страна и од другите градови од Македонија, па и од Србија, има од Белград, има од Нови Сад доаѓаат. Да го фатиме сега малку овој период до заминувањето во Канада. Какви беа тие времења во Тетекс? Може да се присетиш со кој голман и бранеше тогаш, кој ти беа конкуренција, условно да кажеме, за дресот со број 1. И како Тетово во тоа време ги славеше успесите на Тетекс? Тоа беше стварно едно време кое што не си размислува многу за пари за тоа. Тоа било време да играш. Јас се сеќам на некои утакмице у почетокот. Љубе Шандор, покојните, ме вика Селјак. Селјак вика, ела, дојди пари да земаш, знаеш. Какви пари? Па вика, што смо играли. Тоа даваја синдикатот даваше тогаш. Не даваше некој, што ти ја знам, суми. Меѓутоа даваше нешто така као џепараци и што ти знам. Дали тоа било доволно за мене некој играч. Меѓутоа, кога почнавме да тренирамо, значи, со тие добри утакмици овдека, дојде еден човек и ми вика, дете ти од каде си, ја му кажем, па од Ратеа сум, а тој беше Бранко, војни оцек работеше, од Љубе Усташ, брат му. И ми вика, каде си ти од Ратеа? Па добро, вика, можеш ти да дојдеш овдека? Викам, не знам како да дојдам. Па вика, чидеш у Тијарца, тамо ќе ти даде исписница, ќе им потраиш исписница и ќе дојдеш овдека у Тето и ќе дојдеш кај мене у војни оцек. Да бидем под контрола негова за војска. И тоа ја го направив у Тијарце, викам, отидов тамо, ме вика, не може да се, сам ќе идеш, да, сам ќе идем, од Ратеа, знаеш, не може, вика, сам. Пошто бев мал со години. Ама вика, мене ме испрати Бранко. Кој Бранко? А, дојде од другата страна. И отидов тамо, ми направиат. И си зедов исписници, дојдов овдека. Дојдов овдека кај Мацура. Мацура беше војни оцек. Му давам тоа, исписницата од Тијарце. И он ми вика, не може, сам тоа бил. Не може, вика. Па мене, ти падна она. Па викам, па мене Бранко ми рече да може. А, добро. Бранко, добро. И го зеде. Па тоа беше, значи, година и пол, 2 години. За 2 години ја немав ништо. Не знам што е, како е. Ме вика он напред 21 година, значи. И ме вика Бранко и ми вика, слушај, идеш војска. Сум направил, служиш 11 месеца, 11 и пол. Али у школа сум те пратил, немој да ме страмиш со овие зборови. Не, викам, нема проблем, неше, тоа. И така инженерија бев. Идеш, вика, у петок. Охе. У петок идем. И ја дојде времето, идем у петок. И он ми вика на тренинг дојде, вика, нема да идеш. У понеделник ќе идеш. Како? Ја што ти викам у понеделник? А то пошто школа е, почине у септембар тамо, и они знаат кога е треба да се почне. Имам тука Луфтон ми дал, 2-3 дена. Него ќе браниш, ти вика ми ја игравме у Струга. Со Караорма ќе браним и... Али, знаеш како е тоа, мислим, тоа чувство, идеш војска, тоа те работе, да добраниш, меѓутоа нема проблем.
Меѓутоа не се снајдо баш најдобро. Таму изгубивме утакмицата, да не е проблем. И утрето сабајле дојдов овдека вечерта, имавме автобуси едни што идоа по 5 сата, по 6 сата. И кад дојдовме вечерта, утрето сабајле зедов, имаше куфери, од тие куферите се не знам дали треба кажи и тие, не? И така да си оди до Карловац и таму. Се у Карловац останав 6 месеца. Тоа што требаше го положив. Тоа 65-та година. Таа 65-та година нашиве се квалификуваја. Добија утакмица некоја требаше да се одигра со Слобода Титово Ушица. Да сеќаш сигурно тие работе. И они изгубиле 1-0 Тетекс таму. И ја кажувам таму, пошто слушнав, знаеш, како што, викам, одлично, знаеш. Едно, викам, Вучевски, викам, видиш, вика, таму они на туш терен... Играа подобро. Да, уште подобро. Ја не верував тоа, не, ми е Тетекс ова тоа. Гледам овде како после изгубиле. 1-2. Така да. И после ме уште една квалификација ми дежини. И дојде по мене у Титоград. Мислам дека беше тоа со Ловчен Цетиње. У Титоград дојде по мене. Ја да браним, да дојдем. Не дошле воопште да ме посета, да ме вида, да што е, како е, да ми испрата не дојде. И сега ја да напуштам тамо, да идем да браним да Тетекс, знаеш. Ние као Тетекс ама као луѓе тамо што биле, тоа е друга прича. Затоа сакам да кажем да ја не прифатив. И така да. А уште една анекдота може ли да кажем, се вратим назад, имав повреда. Повреда имав у Струга, тоа у Македонска лига. Мене ме удря, смело отидов у ноге, ме удря тачно и зап ми скршија тука, така да, и потрес мозок добив. И докторот вика, Палоши Рифат беше Палоши, покојни тој, меѓутоа добар доктор беше и така да, мораш да идеш, вика, они нема болница тука у Струга, него у Охрид ме однеса. И Охрид останав тамо недела дена. Утрето сабајле дојдоа од Струга сите, мислим, дојдоа тие играчите што играле, што кој ме удрил, што како ми каже, ми донесе по некој сокче и така е. Ми каже дека ја се освести више, окей. Така да, тоа беше една работа што кога излегов ја на тоа автобуската станица, еден дечко така како тебе, вика, кај си бе, Вучевски, знаеш. Ја го гледам, кој е сега, а ја тоаш млад, и што е работа? Па вика, како си? Добар сум. Овие беа од Тетекс, вика? Викам, не беа. А овие од Струга беа, викам, знаеш. Овие не те посетија твоите? Не, викам, не дојдо. А тој да ти биде дописник. Како тебе, како... И напиша тамо заборавен голман. Утрето, после некој време ти текне доаѓа овдека и ме вика мене, после тој допис, знаеш, кој у фабрика ме вика, бе, што си пише, што ти кажел ти, знаеш, ништо, бе. Како не ме гледај. Имаше, баш не ми овдека, а со големи букви, толка букви ти текне, заборавен голман. Они се налютиле, знаеш што съм кажил, а ја не знаев и дека е, може ќе скриев нешто ти декне, ама не знаев, дојдо, не дојдо, а и стварно не дошло ти декне. Така да, тие работичња, знаеш, као мали, али са многу големи. Многу големи, така да, они после кога дојдов овдека, не сака и некој така да се дружа со мене.
зашто мислејќи дека веќе пореметен сум, мозокот не е тој што е. Меѓутоа ја добро, брзо се адаптирав, знаеш, и така да поново, као ништо да не било. И тие работи шинја, мислим. Сега ќе се вратам малку на, кажа, во војска кога беше. Се враќаш од војска и тука имаш една понуда која што дури и играчите во денешно време во Македонска лига би можеле да и позавидат од Љуботен. Да кажеме малку и за таа случка сега. Па, реков ја, едно писмо добив, може и дома ми е намено од ним, како ме почитуваат, како знае, сака кај ним да, и тие имаа млад тим. И ја не знам како дознае одма. Дојдоа ме, најдоа ти тегне ова, тоа, што е, па ја, село, знаеш, не можем да доаѓам ова, тоа, готово, кај сакаш, ми одадоа клучот и дојди, овој стање е твој, да не кажем се каде како е, меѓутоа, и кај станот ми однесо, ова е твој, еве ти клучот, од утре, заутре, вика, ќе почнеш и со тренинзи, и ја радостен, им кажем на нашите, на тетекс, ма како? Ти си помеден и што, како дете? Тоа, они ќе ти дадам, ми ќе дадам поубаво, ми ќе дадам оваков, таков, ова, тоа. Па дојде време кога дојде еден, се не знам дали детали да кажем овој. Па оставам на тебе да одлучиш. Така да ми избрка и од стан, ми дадоа и текне као насилно се усели. Меѓутоа ме избрка текс. Ме избрка, да не кажем кои се луѓето, како се, што се, меѓутоа сакам час. Јас сум па тој, тие нигде ги нема. Значи, може и тоа е една сатисфакција што така е било, зашто не може да добиеш и готово. Па најдов човек кој што, како да речем, од Бога, колку пари имају, толку. Нема вене голема пара. Ама у тоа време можеш да уплатиш, вика, стан. Како би можеш да... Со тие пари можеш, вика. Ајде, отидов бетон. Тогашен ти текне. Се пријавив таму, што вака и вака, нема проблем. Каков стан сакаш? Па колку квадрата? Ја не сум разбира квадрати, тоа село дојдеш до куќа. Па да, ја сакам, викам, 60-70 квадрата. Добро, и они пишале таму 60-70 квадрата. И ме вика поново после некое време, и направивме договори се тие. Ме вика пак тамо, вика, слушај, нема таков квадрат. Само помали има. Од 54 нема поголеми. А јас сум уплатил за 64, ти дегне 10. Па што да правиме сега? Па да ти дајемо парите или да ги мислим, ставиш на тоа, речи го, на што земаме кредит, на кредитот, да го убацимо, така да помалу ти дојде. Да. И ја викам, а ја не сакав да бидам дужен, викам, добро, на кредитот, викам. И јас сакам да излезем, и тој вика, таа вика, женска беше, вика по мене, вика, старе, ти можеш да и дигнеш парите, вика, тие овие што си. Како да ги дигне? Ќе ти дадем, вика, колку имаш толку, ќе ти дадем, вика. Може. И они ми дава, ми прем документи, ги земам пари веја и го наоѓам човеков, еден пријател имав, покојните, и викам, ајде идемо, имам паре за кола да купим. И идем да купим кола у Крагуеваc, директно, од фабрика. И така да, кога ми дојде колава кога купив, и станов ми беше готов, ако е помала, готов беше. Што значи, што ме избркавте вие, како да кажа, нов стан и нова кола си имав, затоа што
Господ е голем и гледа. Во 75-та година еден интересен трансфер, и за тоа време и за денешно време интересен трансфер, одиш во Канада. Како се случи во 75-та година некој да поттетува да потпише во Канада? Па тоа случајно увек доаѓа. Немаш како нешто ако намериш не можеш да излезе. А ова ми бевме на припреме 74-та година, 71 влеговме у друга лига. 74-та испаднавме. И поново останав, а ја бев најголем заслуга имав за ова првата квалификација. Не видиш, ја промашивме да првата квалификација. Затоа што на првата квалификација тоа беше интересантно стварно, што ние трениравме овдека и трениравме у вратница у мотелот. У мотелот трениравме и ќе дојде овој Гаге поручек. Сабајле беше на работа, поручек ќе дојде а ние од Сабајлето смо трчале, смо вежбале други работи. Истрчавање што ти ја знам там. Меѓутоа он ќе дојде поручек. На све тоа, кој дојде, ова ти кажем, кој овдека 1-0 тепавме. И сега идемо на припреме, тие у вратница, у мотелот. И на све ова, дојде Гојко Ефтовски, новинар, колегата твој, и вика, не зема тоа од луѓево кои, од играчиве. Што мислите, како мислите, и доаѓа до мене, вика, ти, Сара, што мислиш, знаеш, ова, тоа. Нема што да мислим, ја викам, ја не примам гол, знаеш. Овја, кој е паѓао, не се смејате, не примаш гол, а ми ама мене ми дојде тоа така. Зашто бе викам што? Ја не примам гол. На крај крајева, пиши таму, знаеш. Он си пишал тоа. Меѓутоа, на крај крајева, стварно не примив гол. Овдека тепавме 1-0, тамо 0-0 и ја мислим тамо имаше на 2 интервенции што ја смело отидов. Ти не можеш да излезеш жив од овдека, знаеш што има тоа од... Ама тогаш не се жалиш. Само викам, може некој да ме утепа да ме гаѓане, иначе овака не може да ме удриш. И така да 0-0, пошта влага тамо тепање, тоа тепачката да не... Секаде има и тамо, има. Меѓутоа се спаси, тоа беше. Сега, ова е влагањето и испаѓањето, значи, 75-та, 75-та поново. 74-та ја браним сите утакмици у првата половина. А овие дојдоа, ми е на припреме у Дојран. И овие од Канада дојдоа, менеджер дојде и ме бара мене. Ја на тренинг дојдов и тој Келер имаше, вика, Саре, те бара, вика ме на некои луѓе. Кој? И викам, ќе се искупем, па ќе дојдем, знаеш, тие доле. И така, напред дојдов ова, тоа, ние сме од Канада, Торонто, Матеин, дошле по тебе. А ја спиев со Корошевски, цимер ми беше, и он дојде. И Корошевски, и ја идем, пишите ме, не, сме дошли, вика, директно за Вучевски, вика, директно, така да, не можеме тоа. Па што, како директно? Ама интересантно, дали имаше паре или немаше, не знам. Ја отидов без пари се вратив. Ја таму кој отидов, имаше само за тоа, за спиење и јадење нешто. Иначе друго, ништо не. Еднаш ни заглавија со пари, а ја као најстар, најискусен тука, ја отидов, они беа на трето место од позади, а тамо се игра од... Тамо се игра обратно од кај нас, пролет па есен се игра. Значи се игра пролет, есен,
a ovde kad se igra Jesen, da. И ја отидам на другата половина. Овде kad значи ја првак бев со Тетекс и отидов. Не, ќе ти излажа, извини. Него ја, кој дојде он, ја прифатив да дојде. Дојдов у Тетекс, дома, мислим, на работа која се вратим од припрема и отидов кај Џобе. Џобе ни беше преседник и преседник викам, јас сакам да идам за Канада, ваха, сакам. Не, бе, како, вика, имам уште една половина, да доиграмо, па после може да. Што, како? Абе, млад си ти, знаеш како е, можеш. И добре, ајде. Така да, само што завршимо другата половина, ми ја влегамо поново. Ми ја влагамо и еден не ми рече фала или то едно, друго ме погоди тоа што ја, да не кажем кој е економ, имав копачки нови, заработени и мислејќи дека тамо, знаеш, да ми убија ова, тоа, му викам да ми стае копачките, дали може, знаеш. Он ме направи за никаде. Ти ова, ти тоа, знаеш, ти дајам копачка, знаеш. Ме направи за никаде. И е добро, извини. Јас кога отидов таму, ми дадоа торба. Ми дадоа тоа. Ми дадоа торба. Продавница. Иде у продавница, земи све што сакаш и колку сакаш. И ја уште тамо реков, леле, толку ли ја да паднем толку ниско, да му тражим копачка, знаеш. А меѓутоа, што е тоа? И ја завршив, значи, ве подсетив дека на трето место ни беа доле. Ја кој отидов, немавме изгубено утакмица. Само изгубивме од Србите изгубивме. И се качимо на трето место горе. Што значи, добро идеше работата и еднаш вика, слушај, вака и вака, дојди на состанак, паре нешто за каснije. И он вика, дојди старе, вика, ти, значи, да видиш како е. И отидов тамо. Стварно на состанакот, што ќе видиш. 5-6 души што беа тука, дојдени ти, не. Они тража пари еден од други тамо, ајбе фрли ти толку, фрли олку. И после ова ја им викам, слушај бе, зашто ме викат? Ама да видиш како земамо пари. Ма мене не ме интересира, викам, како вие земате пари. Ти не се договори тогаш кога дојде со мене, како земате пари. Сега ти, дај ми, фрли ти толку, фрли толку. Не. Ја реков, слушајте, ја у Тетекс повише земав пари и ја се враќам. Не, барам до крај да. И останам до крај така и се вратив. Иначе, неславно беше, али од моја страна, они не го тепале никад, грците не ги тепале. Ми ги тепавме со мене 1-0 и то пенале сум одбранил ти текну, нај. Враќањето во Тетекс? Како? Од Канада се враќаш повторно во Тетекс? Да, враќањето. И кој се вратив овдека, мада ја разговарав со некои луѓе да, ако не успеем тамо да се вратим, да имам место работно, знаеш, ова, тоа, све што тоа, како ќе биде. Тебе ти е обезбедено, кај сакаш иди, кој сакаш врати се обезбедено ти. Меѓутоа, ја кој дојдов, кој се вратив, ја воопште не ме познаваа луѓево. Не ме познаваа од тоа што, не знам од кои причини, меѓутоа не ме познаваа. Јас случајно застанав, пошто порано идоа навијачи на Тетекс и на тренинзи. И ја отидов таму да гледам тренинг, они зеле 2 голмана, Слободан Илиевски и Георгиев Благоја, 2 млади, перспективни, и ја ги гледам од озгора. И некој му кажал на Момо Илич, дојде, као тренер беше.
дека Вучевски дошол од Канада, а он ме знае многу фино, затоа што он беше у Приштина, ние со Приштина 1-0, Степали ја имам 9. Значи, добро сум бранил, добро сум се понашал таму. И он ме знае мене и после вика, ајда, вика, Вучевски, па десите, ја викам, еси слободен, не сум. Со овие зборови уште ми се врта у глава, затоа што не можам да заборавим. Слушај, каже, ти ми требаш ко лебац, али одма да ти кажем, ти ми требаш ко треći голман и голмани да ми тренираш. Значи беше фер, коректно, не у рукавице, него онака. Дали се сложиш? Ја викам се сложим. Нема проблема да питам од директора у фабрика, во Тетекс. Јас сум директор од сутра, дојди, каже, и ја утрето дојам, значи у 75-та негде, новембар, така беше нешто. До 2000-та година. 2000. Континуитет, без прекин? Не. Добра една војска што бев, мислим, тоа и... Не, од 75-та, мислам, Да, до од 2000-та, да, во до континуитет 2000-та, во Тетекс. Тренер и на првата екипа, и на младинската екипа, и тренер на голмани бевте? Да, тренер на голмани, да. Да. Тренер на голмани, пошто он ми даде таа улога, ја дојдов ко тренер на голмани 75-та, што 75-та немаше никој у Македонија тренер на голмани. Само ја бев тука. И така, јас со мојата амбиција, моето, како да кажем, знаење, понашање, многу, мене ми помогна многу и ние 2 години одма заред идемо у Пореч, у Истрата. Тамо 2 години по 15 дена бев, по 10 дена, 15. А тамо идеше Партизан. Партизан беше еден од најаките клубови и уште е, меѓутоа у тоа време ти со нив да ступиш у контакт да ступиш, така да не е лесна работа. Имаше тренер Атанацковиќ, покојни тој. Јас со него, он ме виде као млад тренер, амбициозен, ми даваше и негови играчи, и мои голмани, притекне на играчи, него голмани, мислим. Така да, тука ја може добив многу од кај него. Имаше он удар, например, од 16, од 10 шута може 8 да погоди статива. Така изработам после. Тоа све полако ја го добив тоа. Али све со тренинг. Јас сум шутирал по 1000 топки. Сум имал после кој задња утакмица ми била мене 75-та, кој има два голмана ми беа со мене таму. Меѓутоа, едниот ми се повреди, другиот болен беше, едниот ми се повреди. Ја го загревам, а играмо со Олимпија. Олимпија беше у прва лига, ми од друга лига. И ја го загревам Блашкота, а тој као трема, ја го нема, млад Боже беше. Примиш, пријателска утакмица. Он го да се тресе, ја го гледам, ти дигна на стад. И он, ја му дав една топка да ја избаци таму. И он, кај избаци топка да се фрли позади стативава и тија шипке што има. Ова коленото го изоваха. Што правиме сега, ја морав да браним. Тоа ми беше, мислим, задња утакмица со приморано нешто. Принудно. Така да, резултатот не е битно, не тепајте и тија беа. Меѓутоа, сакам да кажем, тоа ми беше задња утакмица и после беше све окей. Од тија, ја голмани сум имал околу, например, од голманите,
Слободан Илиевски, Георгиев Благое, Лазаров Любчо, Минговски Бранко, и тој беше, кој знаеш, покојни, ама после Душан Томич, Цакич Ранко, Деварна Слобода, има Мутибарич, Слобода. Значи, така да Симовски Јорде после, Ацо Новичич, имал некои, ти ги знаеш сите овие вака, ама си има контакти, може да ти кажа. Кој беше најдобар од овие голмани? По од овие ја би го издвоил, зависи, знаеш, ако соберем сите вака, ти си добар у едно, овие у друго и трето нешто. Сите се квалитетни голмани и одлични голмани. Меѓутоа, кој беше вака најкомплетен? Значи, став голмански и се комплет. Дали имаше некој комплетен голман? Па ја би Георгиев, Благоја би го. Он имаше Томич после беше тиниње. Томич беше. Георгиев имаше скок. Тако беше ти декне. Се сеќам на некои утакмице. Кога идеше на тие високи топки, ќе се извие до статива тамо, мислим, мајка он лета. Така да, најсмел, можем да кажем, бил Лјупчо Лазаров. Он тоа ишол со главата и дигне у ноги. Што се тиче од брзина, експлозивност, тоа. Ја мислим Слободан Илиевски, не да, Цобе, Слободан Илиевски. Некоја анекдота со голманите? Како функциониравте? Бевте колеги, значи бевте и ти како трет голман и тренер на голмани, бранеше со нив, бевте другари, бевте колеги, некоја анекдота да... Па, анекдота ми е на припреме у Сурдолица. У Сурдолица, например, не знам кој начин, тако, Сурдолица. Отидовме, тоа беше прва лига. Тамо беше Цакич, Томич и Деварња беше. И почеток ја работим со една, две топки и на крај ти дегне кога ќе почнем 4, 5, 6 до 12 доаѓа. Више пред крај, више кој завршим 12 топка, тоа му е и брзината, и снодливоста, и издржливоста, и све тука да ги собере ти текно и да видим до каде сме, што сме стигнали. Меѓутоа, Томич го направи одлично, перфектно. Овие дева не го направи. Сега доаѓа Цакич. И со Цакич работам една, друга. Ама ја ги поставам топкеве, знаеш, не вака да се враќам, него ќе поставам вака подалеку. Па вака кога идем и доаѓам што поблиску и поблиску до голот, ама не се враќам назад, знаеш. Само напред идем. И полесно ми е. Ова шутина, другата, третата, третата, готово. И кој дојдов тамо на тие 9, 10, 11, сада, ајде, још, тоа е. Падна на крај, не могу, каже. Тоа е, не могу, ајде. Собери стопките и идемо, викам, знаеш. Ама идемо право. Право идемо, а имаше пут. Главниот пут кај што е, тоа беше одма, а ми е право направо низ шума. И ја викам, ајде, он легне и ајде собери топките, знаеш, не можеш и топките. Тоа децава, имаше деца тука, ги собрае топките, знаеш, им остави и него, викам, нека и донесе он. И го оставев тука. Го оставев. И ја идем се надоле. Идем надоле и дојдем у хотело. Кога ваѓам у хотело, гледам од играчиве, што си му направил на Цакич, вика. Што бе?
Јас се уплашим, знаеш, од Кризнасија, ја вам го оставив, цакаш да лег. И вика, па што се ме набра назад? Ништо бе, што е. Па ја го носа, вика, каде бе? Горе у соба. И ја брзо, вика, со тршање, у соба. Влагам у собата, он пуштил тоа у купатило, а имаше када, немаше када, него тоа мала една, долешта. Легнал, тој пуштил вода и ја ка влагам вака и тој Сар, па уби ме, каже. Ајде бре, цака бре, немај да ми глумиш. А тако беше. Има и други работи, он што јас сум го фатил, знаеш. Така да, човекот увек сакаше, знаеш, и не беше квалитет некој, еве, он бранил у Слобода Тузла, да прва лига, не ми се свиде и мие, сега кој имам овде како е листам, он кој е бранил све, ние сме губили. Не беше квалитет некој. И така да... Речи си, анекдота, и уште една. За мене, например, отидовме, играхме у Неготино Вардар. И, ама, не тепе, 2-1, и ова тоа, едниот гол ја моја грешка беше, знаеш, ова тоа. Ама беше покојни Шутомир. Не го знаеш. Покојни Шутомир беше кој воѓа путот, знаеш, ова тоа. Он беше све и сват, знаеш. И за тето, и за првоборец, ова тоа, испоштување и за ова тоа. Вика, Сајбе, ова ли се прима, знаеш, тој другиот гол, па ја да бе, ќе бранев, знаеш, ова тоа. Па добре, ја, знаеш, тоа, ипак поставам, знаеш, викам, добре, немав дан, знаеш, ова тоа. Што? Почна да се смее, знаеш, ова. И стануе баш напред кај што седеше, стануе, слушате ли, Саре, што вика? Немал дан, од утре ќе почнеме ноќум да играмо, вика. Ама и се и ноќум па има сели. Дан немал, вика, ноќум ќе играмо. И така, знаеш. Има некој 60 на минути тераме, ќе мора малку да убрзаме. Во 90-тите години бевте и тренер на голмани во македонската репрезентација. Малку за тој период. Со кои голмани тогаш работевте, како се одвиваа тренинзите, каде, што, зошто? Не бе, кратко бе, со Нурединовски сум бил. Имаше некој дојдени, знаеш, тоа има и сега, али и тогаш имаше некои голмани тука, што не се квалитетни, основа нема, а мене ме тераа Саре, ти знаеш, сега Саре влага у огин, знаеш. Мада, ретки се тие луѓе кои што може да те заштитат, знаеш, да речеш, овој не бе, знаеш. Не, мора да биде, што да биде. Така да, ја од тој Нурединовски, мислим, беше една карпа. Овие другиве немаја врска. Сега, ја му викам, на Джаков беше, не, од Джаков. Беше тренер и вика шеф. Ја му викам, слушај бе, ја имам од овие подобри, знаеш, тој Пишовски. Да спомнеме и него да дигне. Не е лошо, затоа што викам, бе, Пишовски, знаеш колку е подобар. Класа. Ако бе вика, викни го. Он ми вика. И сега играмо утакмица у Скопје со Скопје. Скопје беше у прва лига. Тоа време. И прво полувреме брани Нурединовски, знаеш, тоа е 2-3 гола. И сега овија влага друго полувреме, да види. Не може гол да му даде. Тоа воле фаќање, тоа од блиску, тоа чисти топке фаќање ти текне параде што ти. Вика, па овја подобро и од него, вика. Ја ти рекол да видимо, рекол. Да видиш ствари, ја го знам, не.
Одма унапреја тоа што треба, ти текне, и за недела дена отиде за Турска со репрезентација. Значи, ипак има нешто кое што имам за тие работи, немам друго, али тие работи, знаеш, ќе ти кажем тоа, некој се љута, знаеш. Ја му кажем, не може ваката, не. Не ја прифаќаат реалноста. Да, не прифаќа, така и што. Така да, а сега немаш и таквија, како да кажем, немаш таквија деца, така материјал нема. Материјал, тебе ти треба, ти си мајстор, супер, ти. Ама да имаш материјал, ако немаш материјал, не вреди. Ова ти му кажеш едно, ја му кажем едно, дигни десната нога. Со десната идеш на десното, левата на лева, знаеш. То левата једи. Ами, кој ти е десна? Ова, епа. Ај си, па со тај. Гледај и сега, што више да збориш тука? Мене никој не ми кажал. Абе, јас сам сум тренирај да не се навраќам назад. У тоа зидот, не знам, од љуботен. Понатаму имаше зид, тоа е, па ту камење, тоа, сам сум. Никој не ми кажа. Рефлексо, ја шупнеш. Се ти му кажеш, не кажа, се ќе се фрлам, ќе се... Има што. Немој. Ама, тоа е. На крај ќе го фатиме периодот во Дрита Боговиња. 2000 година кажа до 2000 си во Тетекс, потоа Да. Дрита Боговиња. Зошто баш во Дрита Боговиња и зошто баш толку долго се задржа во Боговиња? Што е Дрита и Боговиња толку посебни за тебе? Абе, пази. Ми е, како да кажем, не е некојаш Дрита Боговиња, као клуб или Тетекс, не. Луѓето што го вода е многу битно. Луѓето што го вода. Ја не знам, ја мислим јасен бе за ова и не сакам подалеку да идем затоа што многу сум огорчен од Тетекс, посебно ти дегне, од овие сега. Од раководствата во Тетекс низ годините? Не, од раководствата затоа што не знам, далеко не сум отидем. Зашто ја не сум заслужил за они што, ако сака да, како да кажа, да манипулише или што, не знам што им е тоа. Не сум ја. И каже тоа, нема проблем. Кажи ми, ќе ти кажем. Ама ако ти го кажем, ово отворено е. Не, мислим тоа, нема што да мислиш. Нема. И ако му каже вака и вака, ова не, знаеш, се изврте работа. За сега, нема. Не сакам. Ќе ти дадам сега слобода, ако нешто пропуштивме да кажеме, ако нешто заборавивме да кажеме, еве слободно, ако нешто не прашав, ти давам слобода да кажеш. Ја мислим, све кажав она што. Се може и пропуштивме. Не, дека кажавме се, не кажавме се, значи може со денови да разговараме. Да, ама ова се накратко, ова што ми дојде, ти декне, така да... Фала ви многу што ме така. Ако немаш ништо да кажеш, последно прашање од мене, дали имаш некоја неостварена желба на спортски план? Поврзана со фудбалот, со спортот? Не, ја за тие желбе, добро речам, не една. Ја кој наброувам овдека, многу са. Еве, прво да почнемо 65-та. Значи 65-та кој се врати од војска, мене човек од Београд дојде да ме... Добро е? Мене човек од Београд дојде да ме однесе у Раднички Београд. У Раднички Београд имаше голман Луиќ, уште го памтим. Тој беше на крај кариера, а Раднички Београд беше прва лига, го тепаше Партизан. У тоа време, човек ме зема, ме носи таму. Ја идем на тренинг. Вика он негови луѓе, ти тек нешто има. Ајде да пробамо на статива. Статива, позади мрежа,
песок, одвамо кај што шутираат, тоа се знае, тоа е специјално направено. И ја кога видов песок, ја се фрлав овде на бетон, и викам песок сега, па ја кога почна ти текно, има подрас, има ова, тоа, да нешен фат, уште не... Или брзина, ова тоа го има. И им се свидо, добро, малиша, сутра у толку сад. И ја бев кај, дали можеш кај да спиеш, им кажав дека имам ја роднина и да ги видим. И утрето доаѓам пак и се играм на 2 гола. На 2 гола, ама на шљакасто играм. Шљакасто, ама равно шљакасто. Ама ја равно, пошто ја овде кога не знам да го фати, ти трчаше тука да гледаше. Никако. И ја браним за другиот тим. Се фрлам, ништо ти текне. И каже, одлично, задоволни ти текне ова тоа. Сутро толико сат, овде, потпишемо договори, ќе видиме да се договориме нешто. Викам, нема проблем. И ја ми влезе една носталгија, ти текне, не бе. И ја на братучето викам, не бе, ја ќе. Не бе, абе, знаеш што збора за тебе, по навијачи, гледа дека млад, 20 на години има. Не, возот у фабрика. Тој доаѓа у фабрика по мене. Не, ја. Имаш школа, имаш едно, друго, имаш све имаш. Слушај, ко отец сум ти, он беше стар директор. Ни ме знае, ни го познам. Ама, ете, сакаше да ми. Тоа ми е. После уште една шанса имав. У Америка која отидов. У Америка, не у Канада која бев, не у Америка која отидов. Прв пут отидов у Америка, па после... Тој Ане Тупан, не знаеш, од Вратница, многу добро дете, играчина беше. Он тамо, ја кој кажал, знаеш, тамо се разбира одма, дошол Сарен. И он дојде по мене. Он беше у Тетекс. И ми вика, тража, вика, голман. Како се викаше, не ми текне сега. Тража голман, вика. Викам, ако би, знаеш. И ме носи тамо. Ме носи тамо и вика, на тој газдава му вика, слушай, а он игра тука у клубов. И газдава му вика, да видимо, знаеш, ова тоа. Зема уште еден тренер, ти текни, и Јане, и ме носа као стадион кој што, као Максимур, што дрва тоа, што ти ја знам, трава, ова, лели. Ја се видов, се овде, викам, и стана, знаеш, ова, тоа ми лега, не се плошим и тврдо, ни ова. Му се свидов, доаѓам кај него, ми праe тоа так, имаше своја ателе, куќа имаше, немаше никого, сам беше. Готово. И, Ане му вика, он ја вика, дошол као турист, знаеш, остане мене, вика, све ја чуре. Ја отидов дома, кажем на сестра ми, не сака сестра ми зетни, не, ова, Ане вика, јас сум тамо, не. И ја заминав. После ме тражил, ама кој, отидов пак у Канада. И отидов ја ке Анета, знаеш, пак, дај да ја активирамо, знаеш, работава. Не, Ане вика, ништо вика, тој почина вика. Земале некој Србин. И то крив вика беше голманот. Све му препиши, njemu вика, знаеш, ово тоа, гледај. Гледај, ја идем до тука, кај што треба вода да се напием. Ама ако, затоа па, ете, можеме да разговараме, жив сум, поштуjem ме, и така. Вчески, уште еднаш. Да, уште еднаш ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин,
што ни раскажа еве дел од случките, од приказни, од времето, значи и помладите гледачи да слушнат, да разберат како било во тоа време, постарите да се потсетат како било. Да, посебно што јадовме таму со то рапчиште да идеш пешки, не е тоа мала работа и да јадеш и да чекаш домашните да дојдат. Не е мала работа. Јас сум се мучил, ви реков ја, и прв пат кој Трновит бил мој пут, не бил мазен, меѓутоа, ете сум издржан и затоа сум овдека сега да. Фала ви и на вас многу што, ете, не сте ме забораели. Тоа е. Тоа беше тайм-аут, малку подолго од вообичаениот термин како што сме навикнати, меѓутоа мислам дека вредеше да се слушнат овие приказни на Серафим Вучевски, односно Саре, како што сите го знаеме. Кога сме веќе кај спортот, да се подсетиме дека најдобрата спортска опрема, дали за рекреативно или за професионално тренирање, може да ја најдете во генералниот дистрибутер на АСИК за Македонија, Скопје Сити Мол на Вторкат. Тоа беше се за денеска. Се надевам дека уживавте, јас навистина уживав. Слушајќи го Саре Вучевски, се гледаме повторно следниот петок. Довидување.